Еве, повторно сме ние, учевме како да цртаме остри агли, тапи агли, полни агли, рамни агли, а сега е време за час по македонски, односно по мајчин јазик. Што е денешната тема? Денеска течија, значи македонски. Денешната тема е граматика, наставна содржина звучни и беззвучни согласки. Овде ќе ви покажеме на презентацијата да што станува збор. Прво да се посетиме колку гласови има во македонскиот јазик. Ајде, Ана. 31 глас. Браво, Ана. Одиме понатаму. Како се делат гласовите? Ова е прашање за Цвањшта. На согласки и на самогласки. Браво, Цвањшта. Одиме понатаму. Да ги наброиме само гласките. Кои се тие самогласки? А, Е, И, О, У. А, Е, И, О, У. А, Е, И, О, И, У. Одиме понатаму. Што се случува со воздушната струја во устната празнина додека ги изговараш самогласките? Ајде да видиме баш да видиме што се случува. Таа е непречена? Сега ќе видиме, сака да знаеме. Еве. Воздушната струја слободно излегува низ устната празнина. Не идува на препреки, не е попречена. Точно така? Што се случува со воздушната струја во устната празнина додека ги изговараш согласките? Ова е за Ана. Воздушната струја наидува на препреки во устата, заби, јазик, непце и усни. Например, Т, Браво, Или Ана. П, Т. С. Врз основа на движењето и положбата на говорните органи при образувањето, како и врз основа на треперењето на воздушната струја, постојат различни групи и подгрупи гласови. Најосновна е поделбата на што? Што рековме? Самогласки, самогласки и согласки. Така. Одлично. Идеме понатаму. Ајде да истражуваме. Согласки. Што се случува со гласните жици при изговорот на одредени согласки? Како да откриеме? Ајде да видиме. Ке оставиме палецот и показалецот, но бидејќи владее корона и така натака, ние тоа не само ќе ви покажам сега, ќе оставиме палецот и показалецот на грклано, таму се наоѓаат гласните жици. Знаеме каде се гласните жици. Можеш Цвајшта да ни покажеш? Да, е овде. Сега да ни демонстрираме да го оставиме палецот внатре. Тоа не смееме сега. Токму така. И гласно ќе ги изговараме прво со гласките запишани лево, а потоа со гласките запишани десно. Ќе може да ни помогнеш кои се лево? П, Ф, П, Ф, К, С, К, Ш. С, Ш. Цвањштен десно. З, Б, Д, Д. Дж, Ж. Значи, ајде да ги повториме. Ана, П, Ф, К, С, Ш. одлично. Цвањштен, З, Б, Д, Дж, Ж. браво. Одиме понатаму. Што забележавте? Ајде да видиме што сме забележали. Кога ви трепера гласните жици? З, Што З, мислиш? Б. Цвањштен. Мислам дека тоа јас што го правев тогаш трепереа на З, Б, Д, Дж, Ж. Па јас мислам така бидејќи кога викам П, не ми трепарат гласните жици или Ф, К, С. Ајде да видиме сега кои се согласки. Сега овде прво ќе почне Цвањштен. Да ги прочитаме кои се согласи. При изговорот на согласките се создава пречка во вид на теснина или преграда. Ајде Цвањштен да ги прочитаме кои се согласки. Па сите овие се согласки. Добро. Значи сите се согласи, само да ги прочитаме. Токму така. Така. Ајде Б, Д, Г, Ѓ, П, Л, З, Ј, Одиме понатаму. С, Н, Сега ќе оставиме Ана. Ана. Сега ќе вратиме Сега за ќе оставиме Ана Ана. малку да читам. Ајде Ана. Значи продолжуваме, значи заврши Цвањштен до Н беше Цвањштен? Н. Да. Продолжувам. Қ, Қ, Дж, Х, добро. Ч, Л, М, В, Т, Р, Ч, Ш, Ф, Ж, Д, К, Њ. Браво. Идеме понатаму. Самогласки. Кои се самогласки? А, Е, И, О, И, У. При изговорот на самогласките, воздушната струја нема никаква пречка, се движи слободно. Согласките според звучноста.
Ајде идеме според звучноста, Тоа преска како што го се пробува. делат тоа преска што го пробав. Ана ќе ги чита звучните. Кои се, Ана, звучни? Б, В, Г, Д, С, Г, Ж, З и Дж. Браво. Свајшна ќе ги чита без Без звучните. звучните. П, Ф, К, Т, З, Ќ, Ш, Ц, Ч, Х. Слушнавте дечиња? Ајде да ги повториме. Звучни. Б, В, Г, Д, С, Г, Ж, З, Дж. Беззвучни. П, Ф, К, Т, З, Қ, Ш, Ц, Ч и Х. Одеме понатаму. Изговорете ги гласно зборовите. Обрнете внимание на изговорот на нагласените звучни согласки. Вака сега. Прво ќе почнеме со Цвајншта. Ајде. Цвајншта ќе ги чита од леваа страна зборчињата, а Ана Од десно. од десна. Може? Оред. Граф, крв, одев, леп, град. Зап, воз, нож, брег. Дали приметивте дека звучните согласки како трепери гласот однатре? Одиме понатамо. Звучните согласки на крајот на зборовите се изговараат како беззвучни. Ова е многу интересно. Бидејќи едно пишуваме, а изговараме сосема на друг начин. Сега ќе почне Ана, значи како ги пишуваме Како ги овие пишуваме? зборови претходно што ги кажувавме. Пишуваме грав, крв, одев, леб, град, заб, воз, нож, брег. Брег. Цвајншта продолжи како ги ги изговараме. читаме граф, кров, не, крв, Крв. одев, леп, леп, град, зап, воз, нож, брег. И брег. Ајде ги повториме уште еднаш. Ајде. Како ги пишуваме на? Грав, крв, одев, леб, град, заб, воз, нож, брег. Многу е Свајшта? тешко да се Да се изговорат да се како што се изговорат напишани. пишува, Токму така. да. А мене ми е лесна задачата. Граф, крв, одев, леп, град, зап, воз, нож, брег. Браво. Ова не се вика едначење по звучност, учителе, или? Не, значи вака са. Едно е кога ги пишуваме, а друго е кога ги изговараме, со тоа што? Еве го заклучувам, сега ќе ви кажам. Ако при изговорот на согласките треперат гласните жици, Така. тие се какви? Тие се звучни. Звучни. Тие се звучни, браво. Одиме понатаму. Ако не треперат гласните жици при изговорот, тогаш тие согласки се какви се, Ана? Беззвучни. Браво, Ана. Сега одиме понатаму. Секоја беззвучна согласка си има свој пар звучна согласка, освен согласката која? Х. Х. Ајде да ги повториме сега кои се звучни согласи, кои се беззвучни. Свајншта? А парот на Б е П. В, Ф, Г, К, Д, Т, Г, Ќ, Ж, Ш, З, С, Д, Ц Дж, Ч. и Х. Х е само. Х е само. Токму така, од оваа Жал ми е за поделба, Х. од оваа поделба, изоставени се некои согласки. Кои се тие? Ј, Л, М, Н, Њ, Р. Одлично, тие се согласки, се посебен вид, ние ги нарекуваме какви Сонанти. сонанти. Идеме понатаму. За дома. Така? Озборовите во следната решеница подреди ги согласките, имаме уште за предавање, по звучност. Денеска научи за поделба на согласки по звучност. Звучни согласки се, беззвучни согласки се. Наместо, бидејќи ова е екран, ние ќе ги имаме на игра, каде што носам картички, ќе треба звучните согласки да се стават на едната страна, тоест овдека. Значи, на Звучните левата во страна, жолтото, беззвучните во на зеленото. зелената. Може. Со тоа што обележани се, за да ви олеснам. Гледате ученици, По бои. звучни, по боја. Кругот, полукругот е со звучни, значи од лева страна, од десна страна, Беззвучни. каква боја? Беззвучни. Зелена. Зелена боја. Сега така. Јас носам тука сега картички, веќе ми помогнете. Одлично. Тука носам картички со буквите звучни и беззвучни. И ни треба сега лепак. Овеле лепакот. Благодарам. Сега така. Може на самата буква да. да. Сега влече прва Ана. Таа буква што ќе извлече, ќе треба да залепи на соодветното место. Сега
Г. Каде треба да се стави? Во звучни. Браво, Ана, може да и помогнеш сванешно за да може да се залепи? Еве, јас ќе бидам спремен, Ана. Одлично. Сега Браво. ќе бидам за тебе. Г. Значи, ово е звучна согласка. Г. Г. Ајде, сванешно. Овели? Дж. Исто звучна. Браво. Значи, исто Дж. звучна. Да, звучна. Звучна. Сега одиме со Ана. Ж. Ж. Само звучни согласки Ги извлекуваме. ги излекуваме, да. Многу ни се зборува за да може да научат повеќе учениците за тоа. Еве. Ж. Браво, ајде сванешно. Повели? Ш. Ш. Еве бе, Еве, значи сега беззвучна. да те демантираме беззвучно. Повели сега, значи на полето за беззвучни. Така. Значи која буква беше? Ш. Ш. Повели Ана? Ш. Г. Г е Звучна или звучна. беззвучна дечиња? Да слушнам. Еве, Никој сванешно. ништо не кажува. Не Срамно е. кажа. Г. Сванешно. Тоа е звучна. Звучна. Г. Браво. Ајде сега. Ајде сега по 3 пати ќе влече Ана, 3 пати ќе влече Да. сванешно. Д. С. С. Ц. А Сега поред идеме. Д е звучна. Д е звучна. Да. Така. Ц е беззвучна Каде треба да се залепи? во зелениот Во зелениот. полукруг Браво. и С е исто така беззвучна. Одлично. Идеме со сванешна. Ајде сега. Да видиме sa што ќе извлечеме. Опа, обратно се јасно. Така. Добро. Имаме Кои букви ги извлековме? Дз. Таа е звучна. З е звучна. Потоа имаме З. Може слободно да се залепи на своето место. З и таа е исто звучна. И З З. е звучна. Браво. З. Ч. И Ч. Ч каква буква беше? Таа е беззвучна. Беззвучна, браво. Ајде сега да ставиме на полето за беззвучна. Ни остана уште Малку. малку при крај сме. Вака ќе бираме. Имаме В, К и Т. В е звучна, а К и Т се беззвучни. Може уште една буква таман ќе му останат на сванешно да останат една. И Қ е Қ е беззвучна. беззвучна, точно Ц и токму Қ. Таа е така. парот на Ѓ. Значи Значи, која буква лепиме сега? В е В. звучна. Звучна. Слушате внимателно. Қ, Т и К се беззвучни. Значи во полето десно, значи со зелена боја што е обоено. Може да бира. Можам Знаеш да тај? бирам. Повели. Еве ги сега повели. Ја, слушате ја. Ете ги. Браво. Остатокот. Браво. Ајде идеме сега сванешна што Добро. добро. Значи Б. Б. Каква е таа сванешна? Таа е звучна. Таа е звучна. Дај другите ги. Ја лепиме значи на ова поле. Браво. Еве ова што немаше пар. Ех. Зашто немаше Самата беззвучна. Да, така беззвучна. Ке изолираме скроз горе, десно да се знае. Да се знае Да дека биде таа нема да биде пар. осамено. Па не сакам тоа да ја го правам на буквата, ама Они се ајде. дружат Имаме тука со П. исто поле. Наставникот кој што ќе каже. П. П. Беззвучна. Беззвучна. Одлично. И уште една буква која ни остана. Имаме уште една. А таа е Ф исто така беззвучна. Ќе може ли сега Ана да ги прочиташ звучните, а сванешно беззвучните? Звучните се Ж, Г, Д, В, Г, Дж, Д, З, Б. Браво Ана. Ајде сванешно. Беззвучните. Ш, Ц, Т, С, Ф, П, Қ, Ч, К, Х. Драги дечиња, значи тоа беше часот по македонски јазик. За крај домашна задача да ги научите звучните и беззвучните согласки и да ги напишете во вашите тетрадки. Одлично ви благодарам, наставнику. Ние ќе одиме со еден краток џингл и ќе се вратиме со наредниот час.